Почитувани гледачи, добро утро. Ноември, месец на машко здравје. Колку од мажите редовно одат на контроли? Колку е опасен карциномот на простата? Кои се други болести, односно карциноми, се застапени кај мажите? Утрово наш и ваш гостин, доктор Сашо Докчев од Универзитетската клиника за урологија. Докторе, добро утро, ви благодарам што ја припативте поканата од Слободен Добро утро, со задоволство, секако и посебно во овој месец на машко здравје. Многу сме посаковани гости на сите медиуми, па да објасниме некои работи, убаво е да се подсетиме. Па и во текот на годината треба... Да, тоа сакам кажам дека не треба да го чекаме ноември за да зборуваме за машкото здравје. Така, сега почесто и добро е што гостуваме. Од податоците кои што ги имам, околу 400.000 годишно заболуваат во Европа мажи од карцином на простата, од нив 1/3, малтен дури и половина, според бројките 170.000, завршуваат со смрт. Во Македонија, според податоците кои што се објавени, 70 на нови случаи откривате. Дали е оваа бројка се уште таа која што е објавена од пред 2 години и има ли зголемување на карциномот на простата кај македонците? Така. Тоа се бројки официјални, за жал големи, и секоја година можам да констатирам, иако не се бавиме ние со статистика нормално, ние со лекување се бавиме, али од Институтот за јавно здравје имаме податоци за тоа. За жал се зголемуваат бројките, причините не можеме да ги кажеме нормално како кај секое малигно заболување, така и овде правата причина не можеме да ја наведеме, меѓутоа можеме да превенираме на некој начин или да го откриеме, да превенираме тешко, али да откриеме рано, во рана фаза, кога е болеста излечлива. Така. Дали ќе биде со операција, без разлика, со терапија важно. Имаме терапија, затоа можеме покасно да проговориме за терапијата и кои видови на терапија. Значи во рана фаза болеста е излечлива, да не речам доживотно. Така. Кога сме веќе кај излечливоста, доколку се открие во рана фаза е 96%. Така. Тоа е, значи потоа мажите продолжуваат со нормален живот, претпоставувам. Така. Најдобро се открие во рана фаза. Затоа се препорачуваат тие превентивни прегледи кои ние ги прокламираме секоја година, да се уваат мажите постари, да кажам, кај младите мажи не е тоа вообичаено, али постарите, сега не можам да кажам дека 40-та година од животот како што е кај жените за мамографија. Некоја таа граница, не можам да кажам дека е стар овој човек, меѓутоа така е во литературата наша и нашите доктринарни ставови се тие да после 40-та година обавезно се почне со некој од нашите прегледи за рано откривање на карцином на простата. Иако тоа е рана возраст, реков јас себе, нека биде од мое лично искуство ќе кажам сега, али над 50-та година веќе треба еднаш годишно. Што значи превентива кога станува збор карцином на простата? Треба да се направи ПСА тест? Едноставни се прегледите, затоа воопшто не треба да се плаши некој од граѓаните да дојде на преглед било кај нас на клиника или во другите уролошки амбуланти широм републиката. Едноставни се, лабораториски, прва анамнеза, нормално, лабораториски анализи на урина и на крв и ПСА, што го спомнавте, тоа е оној специфичен антиген кој ние обавезно го препорачуваме да се испита, зашто тоа ќе ни биде една насока. Го има неговото зголемување и кај карциномски заболувања, меѓутоа има и кај хронични заболувања на овие инфективни. Затоа наша улога е да го одредиме. Потоа ехо, сонографски прегледи, многу достапни сега во републиката, затоа што и матичните доктори дури може да направат ехо ако се заинтересираат, убаво ехо на простата, макар да тоа е поретко. Обично нашите колеги интернисти тоа го прават на клиниката за нефрологија, на рентген, на токсикологија и ни доаѓаат пациенти со готови резултати од ехо прегледот. Ние го имаме најважниот преглед, кај нас тоа е ректалното туше, односно ректалниот преглед, како порано се нарекува, сега се вика дигиторектална екзаминација, најнов термин е тоа. Прегледот е незгоден, точно е. Незгоден, непријатен е. И тоа е веројатно малце нешто што е табу, да кажам. Меѓутоа, сум приметил дека веќе полека се навикнуваат машките пациенти да доаѓаат и да
не го избегнуваат тој преглед. Тој е основен преглед и е најважен, затоа што искусниот уролог, ако добро ја напипа простатата, ткивото на простатата, веќе од самата палпација може да се посомнева, дури да не речам со голема веројатност да открие карцином на простата. Така. Потоа, нормално, тука е и пософистицираните испитувања, компјутеризирана томографија, таа поретко се прави, најчесто се прави магнетна резонанца. И тоа мултипараметриска, како е сега најсовремената метода, ја има во нашата држава, и кај нас на клиника, и во другите установи некои. Така да достапни се прегледите и испитувањата и бар еднаш годишно, еве реков, ајде нека не биде 40-та година, али над 50-та годишна возраст секако дека треба да ги направи. Имаме ли некоја национална кампања за... Па, национална кампања немаме за ова. Знам дека Министерството за здравство води национална кампања за откривање на карцином на грличот на матката. Так. Тоа веќе знам дека е сигурно, дури се уведуваат... Да, и за дојка има исто. И за дојка има национална кампања, дури се уведуваат вакцинации против ХПВ кај младите женски особи, па дури има и кампања, не знам дали почнале, кампања за вакцинација и на мажките деца. Да, беше во план, тоа не знам дали веројатно уште во фаза на договарање и преговарање. Овде нема уште, јас секогаш говорам и го посочувам примерот, скандинавските земји секогаш ги земам како позитивен пример. Како треба да се води една кампања и како да се натера машката популација да се јават на превентивни прегледи. Кај нив може да биде ригорозно, законски определено. Секој маж да се јави на преглед, над 40-50 година, не е битно која е границата, меѓутоа еднаш годишно треба да се јави. Затоа што ако се открие карцином на простата, а не бил на превентивни прегледи, пациентот сам си ги сноси трошковите од лекување, а не се мали. Така. Не се мали. Тоа може би е застрашувачки, вака, приморувани се мажите да додат, меѓутоа и тоа е некоја мерка, некоја да. Али ви кажувам, во последно време доаѓаат. Сега може би не е она ефект што сакаме да го постигнеме, али доаѓаат мажите и се прегледуваат. Кога сме веќе кај карциномот на простата, кога е време да се поиде на лекар? Има ли некои специфични симптоми кои што можеме да им ги кажеме на гледачите ако не биле на превентивен преглед? Тука е проблемот, нема специфични симптоми. Симптомите се исти и за бенигното зголемување на простатата и за карциномското зголемување. Нема разлика. Во тек на испитувањата, нели, урологот е должен да ги разграничи тие две заболувања. Значи, едноставно ќе кажам, има многу, десетина симптоми, едноставно ние го нарекуваме дизурија, значи пореметено мокрење. Нешто што е невообичајно од нормално, пациентите сите, мислам, граѓаните знаат кога мократ, бар кај мажите лесно се гледа актот на мокрење, така да нема никако проблем. Да се примети нешто дека е пореметено. Било кое, дали е зачестено мокрење, дали ноќно станување, дали испрекинат млас, напињање при мокрење, капење на урина неконтролирано. Значи, било кој од тие симптоми, ако се примети, веднаш да се јават на уролог за да направиме некои испитување. Тогаш ние ги правиме испитувањата и во која насока ќе го насочиме испитувањето, така ќе ги откриеме и болестите. Почести се бенигните заболувања, нормално БПХ, тоа е неминовност. Како старееме ние мажите, така простатата се зголемува. Сега не се сите за лекување. Не се сите за лекување и тоа е нашата улога. Да одредиме која простата, бенигна простатична хиперплазија ќе ја лекуваме. Се зголемува ли бројот на оперативни зафати? Се зголемува, да ви кажам, кај нас на клиника, посебно, еве јас малтене секој ден оперираме карцином на простата. Може некаква статистика да дадеме од пред 2 години, 3, за колку се зголеми? Зачестено е, да, зачестено е. Не сме направили, тоа ни фали, да ви кажам искрено, ни фали, малце треба некој да, од помладите да задолжиме да ги изброи. Тоа лесно се брои, имаме податоците, само не сме направили статистиката, али е зачестено. Еве, јас одам и по градовите широм републиката и конкретно вчера во Прилеп оперирав карцином на простата. Еве, кај релативно млад човек, 64 години. Кој ви е најмладиот пациент кој што имал карцином на простата? Најмладиот е за жал починат 42 годишен. Тоа е изузетна реткост. Да не се плашат гледачите, изузетна реткост и тоа од Струга беше пациентот, дури не стасан бидејќи се јави на кај нас на урологија
со веќе далечни метастази. Тоа е одлика на карциномот на простатата, колку е помлад пациентот, толку е помалигно однесувањето на карциномот. И веднаш дава метастази, за жал. И после лекувањето е малтене инсуфициентно. Така. И за жал е починат пациентот, а најмлад пациент кој јас сум оперирал, секаде го кажувам тоа, на 45 годишна возраст. И тоа до ден денес пациентот, ја тогаш има да не претераме на 2-13 години. Така, пациентот е одличен. Да, некако се концентриравме на карциномот на простата, меѓутоа да не заборавиме дека кај машките се појавува и карцином на тестиси, карцином на пенис. Каква е тука статистиката, се зголемува? Па, тоа некако иде као у серија, ќе се појави еден карцином, рачунете дека ќе дојдат уште карцином на тестис, изборам, рачунете дека уште 2-3 ќе дојдат во најблизок временски период. Тоа е као некоја серија од што не е докажано зошто е тоа така. Тоа е многу опасно, да, затоа исто прегледи веднаш штом ќе се примети. Сега тука се кај младите мажи, тука е поопасноста поголема. Так, значи до 40 годишна. Над 40 е простата, под 40 се карциноми на тестис. Да, и од негде пубертетската доба до 40 годишна возраст, тука е еден временски период кога може да се јави карцином на тестис. Затоа секоја промена која ќе се примети, напипа, а тестиси се достапни на палпацијата, на само преглед, или на еве, конкретно од парот, од жената, од девојката, при љубовните игри, може да се напипа некоја промена. И тоа е битно. Така да тоа да се нотира и веднаш да се реагира, да се јават кај нас, затоа што со тоа, можам да кажам слободно, нема играње. Толку се малигни тие тестиси, овој карциноми на тестиси, да неретко доведуваат и до смртен исход ако не се лекуваат на време. Има две групи се на тие овој карциноми на тестиси. Едни се така наречени семиноми, семиномски група на тестис, другите карциноми, другите се несеминомски. Јас на пациентите им викам вака, за да малце ги релаксирам, кога ќе се појави тумор на тестис, јас би сакал да имам семином. Значи тоа е најбенигното малигно заболување, со кое се справуваме, ако е во рана фаза, да не речам 100% излекување. Овие другите се многу малигни, за жал, и многу брзо даваат метастази, макар да и тука имаме решение. И оперативно, и цитостатска терапија даваат колегите од онкологија. Значи, комбинација од тие два типа на лекување, и оперативниот, не само на тестисот, и лекување на метастазите оперативни. Тие се оваат во ретроперитонеалниот простор, околу најголемите крвни садови во организмот, и тука е опасна и операцијата. Така да ретко кој може да ги оперира тие железди. Меѓутоа, кај нас се оперира, мислам, јас имам многу такви операции направено. И терапијата после иде на онкологија, се дава цитостатска терапија. Ако после извесен период на контрола се појават пак некои метастатски депозити, пак се комбинира. Значи имаме решение, али најдобро е да не дојде до тоа. Да го решиме само со лекувањето, да го решиме со наједноставната метода од вадењето на тестис. Мора да се направи. Така, мора да се извади тестисот, тоа има два, така да нормално може да се функционира. Така да нема да има никаков проблем, да. Така, и обично кај овие несеминомските ги препорачуваме, бидејќи обовезно следи онколошка терапија со цитостатици, препорачуваме кои немаат деца да дадат сперма во спермална банка. Зашто први кои се уништуваат при давање на цитостатици се и нормалните клетки, нормално сите. И први страдаат оние кои најбрзо се делат, а токму тие се сперматозоидите. Докторе, за крај на интервјуто една препорака до мажите во месецот на машко здравје. Па, секогаш е таа препорака да не се плашат да дојдат на уролог, да не се плашат од овој преглед кој навистина е непријатен, тоа е ректалниот преглед кој мора да се направи, кај да согледаме состојбата со простатата, тоа се говориме за повозрастните мажи, кај младите секако дека мора да се обрне внимание на тестисите, поготово, него напоменавме тоа, поготово кај оние пациенти кои имале оперативен зафат кога биле деца од така наречен неспуштање на тестисот. Тие тестиси кои се неспуштени и
Понатаму, ако останат длабоко во организмот недостапни на палпација, многу често развиваат карциномско заболување. И тогаш е уште помалигно заболувањето, поготово абдоминалните тестиси. И затоа треба да се внимава кога нема неспуштен тестис, родителите посебно да внимаваат кај децата, бидејќи до 2 годишна возраст треба да се спуштат тестис оперативно во скроталните кеси. Секоја наредна година мора да се прифати фактот дека мора да се оперира и да се спушти тестис. Без разлика што е уништена сперматогенезата, меѓутоа ради овие причини така да не дојде до карцином. И да дојде да биде достапна на палпација. Палпацијата е тука дефинитивна дијагноза малтене. Добро, имаме ние туморски маркери, да не замараме сега како тоа испитуваме. Туморски маркери правиме све, компјутери и така натаму. Тоа е она препорака која треба да се даде кај младите мажи, бидејќи туморите се многу опасни. Така. И многу зачестени. Многу зачестени. За жал, причината, не знам, некој може би иднина ќе открие, па ќе добие Нобелова награда. Така. Ова беше доктор Сашо Докчев од Универзитетската клиника за урологија. Вие, почитувани гледачи, останете со програмата на Слободен печат, следете на веб изданието и очекувајте го издавањето на нашиот весник. Ви благодарам за вниманието.